Источна и Западна Македонија. Два краја на земјава со речиси изолирани и меѓусебно оддалечени заедници, но со луѓе кои делат исти проблеми и се во првиот ред во борбата меѓу екологијата и економијата. Крај на октомври. Ништо не навестува дека Кичевска Белица ќе стане славна. Но токму тоа се случи, откако мештаните објавија видео од малата хидроцентрала кое набрзо стана вирално на социјалните мрежи. Министерствата кои им дале концесија да го земат, да им ја одземат подхитно ова концесија на тие безобразни луѓе кои работат на вакви нечесни работи и со закани. Погледнете го речното корито дека е исушено. Погледнете како се запират водата, имат рибја патека провизорна. Погледнете. Во Белица има две мали хидроцентрали. Едната на Евана, другата понова на охридската фирма Водават. Селото е мало, убаво, но речиси пусто. Па лесно ги најдовме актерите на видеото. Ни рекоа дека со објавата и подоснежните блокади сакале да изразат револт против нарушувањето на животната средина. Во горниот тек имаше главно мрестилиште беше на пастрмката. Тие во периодот на мрестење се качуваат на највисоко и редовно одевме, фаќавме риби таму. И сега не е тоа исти случај. Имаме ние проблем исто со Евана. Тие кога ќе затворат исто хидроцентралата, таму кај нив нема рибја патека и на 1-2 километра цевка водот по долната хидроцентрала исто остануваат коритото сушно. Од Евана Електрани тврдат дека целосно ги почитуваат еколошките стандарди и предвидениот биолошки минимум, па капацитетот во летниот период на маловодие воопшто не работи. Започнале и постапка за вадење одобрение за градба на рибната патека. Страстите во Белица се смирени, откако паднал договор и со собствениците на другата мала хидроцентрала да им изградат пат. Согласно договорите за концесија кои ги имаме подпишано, обврзани сме биолошкиот минимум да го пуштаме во речното корито, да го задржуваме животниот и растителниот свет, а секоја вишок количина мораме да ја користиме за производство на електрична енергија. Значи не смееме да злоупотребуваме вода, односно вишокот на вода не смееме ни да го пуштаме во речните корита. Државата се накани, но сега собствениците на вили и жители на Пехчево не сакаат струја на равна река. Денес тие јавно се побунија против намерата на државата да започне со изградба на мини хидроцентрали во најпопуларната туристичка населба во Пехчево. Поминаа повеќе од 5 години од бунтот на граѓаните во Пехчево против изградбата на мали хидроцентрали во равна река на Брегалница. Но времето и собствените животни грижи на луѓето си го направија своето, па овие капацитети за производство на струја станаа реалност. Во равна река на Брегалница сега работат 3 мали хидроцентрали. Тие од водата прават струја и печалат пари. Искуството на општина Пехчево со работата на малите хидроцентрали е многу лошо. Општина Пехчево нема апсолутно никаков бенефит, напротив. Со изградбата на малите хидроцентрали е уништена целата флора и фауна во самата река Брегалница. Тоа е највисокото течение на реката Брегалница. Целиот екосистем е нарушен. Пастрмката што беше ендемен тип поточарата веќе ја нема, речниот рак исто го нема, видрата исто ја нема. Значи нема биолошки минимум како што треба да има, со еден збор катастрофа. Алармот го вклучи и Инспекторатот за животна средина, од каде предупредија дека една од малите хидроцентрали кои се градат на Шарпланина, која треба да прерасне во заштитено подрачје, е во непосредна близина на изворот на реката Пена и е можно загадување на чистата вода за пиење.
Планираната мала хидроелектрична централа на мала река во Кочани, како никогаш досега ги обедини сите политички чинители во општината, кои испратија повик да се стопира изградбата и порачаа за животната средина не ни треба политика. Но работата и таму е речиси завршена. Инвеститорот ги има скоро сите потребни документи, откако од претходната власт кон крајот на 2015 го добил првото позитивно мислење за проектот. Елаборатите се изготвени, извршена е пренамена на земјиштето, има и договор за концесија. Останува уште одобрението за градба. Тоа е единствениот документ кој зависи од општина Кочани. Ние постапуваме согласно позитивните законски прописи и во оној момент кога фирмата која што бара ќе ги исполни сите обврски што треба да ги исполни, ние ќе мора да го издадеме одобрението за градба, бидејќи воспротивно ќе се соочиме со кршење на законот и веројатно со тужби кои може да направат огромни штети на општината. Ќе биде жалосно ако таа хидроцентрала се направи, ако се оствори тој проект, ќе се намали биодиверзитетот, ќе се намали вегетацијата, а знаеме дека како функционират работите кај нас, дека нема толкова марливост да се случи да застане некаде таа електроника, да сопри водата и да изумре целиот жив свет во реката е многу голема. Инспектор за водостопанство е задолжен за надзор врз изградбата и работењето на малите хидроцентрали, односно контролира дали се е во согласност со условите од издадените дозволи, а инспектор за животна средина проверува дали се спроведуваат мерките за заштита на биодиверзитетот. Главен проблем е што немаме доволно инспектори. До сега не било пракса да се планираат редовни надзори на малите хидроелектрични централи заради малиот број на водостопански инспектори, вкупно 2 за цела Македонија, но спроведувани се контроли по представки како вонредни надзори. Според студија од 1982 година, но која што е актуелна и денес. Во земјава се определени 406 локации како поволни за изградба на мали хидроелектрани. Во моментов во употреба се пуштени 59 мали хидроцентрали. Во фаза на изградба се 34. Во постапка за издавање дозвола за користење на вода и исклучување договори се 18, а кај 8 е утврден застој и нивната реализација е неизвестна. Ако сега видиме дека нема инспектори за животна средина, не може да кажеме дека не треба да има мали хидроелектрани. Така, не може сега ако кажеме нема сообраќајни инженери, сообраќајни полицајци да речеме ќе нема возила во државата. Така, не можеме тоа да го заклучиме, значи секој што гради врз база на некои дозволи. Во дозволата пише колку треба да има биолошки минимум и секој должен е да го пушта тој биолошки минимум. Ако некој не го пушта биолошкиот минимум, треба да биде санкциониран, треба да биде казнен, после некој, не знам каква е процедурата, точно искрено да ви кажам, може да му биде земена лиценцата. Ја поставувам едно прашање. Како Словенија најеколошка држава, прогласена за најеколошка држава во светот со 600 мали хидроелектрани? А Македонија со 130 мали хидроелектрани ние делуваме негативно на екологијата или на биодиверзитетот. Единствен начин да се спречат несовесните инвеститори од уништување на македонските реки е државата да воведе ригорозна контрола при издавањето на концесиите, изградбата и работењето на малите хидроелектрани. Воспротивно, нема да успееме да ги спасиме водите и ендемските видови, кои што се наше непроценливо богатство.